главниот проблем со кој ние се соочуваме во овој свет, во нашето живење, во нашето постоење, проблем е проблемот на злото. Да го немаше тој проблем, да го немаше злото, многу нешта ќе беа сосем различни. И ние воопшто немаше да бидеме во ваква состојба на екзистенција во која се наоѓаме денес. За жал, поради злото, поради инфекцијата на злото, ние се наоѓаме денеска во ваква состојба во која се наоѓаме и поради тоа се случувале сите оние настани за кои говорев во вчерашното предавање. Значи, тоа е тоа. Проблемот со злото е докрај нерешлив, ме разбирате. Ние можеме да говориме за тој проблем оноку колку што тоа ни е откриено во Светото писмо. Значи, првото што ние го осознаваме во Светото писмо дека Бог не е творец на злото. Што е првата мисла. Бог не е творец на злото. Бог во себе нема зло. Втора работа која осознаваме е дека ангелите и луѓето се создадени со можност да бидат личности. Разбирате, да бидат личности. Што значи тоа да бидеш личност? Да бидеш личност, тоа значи да имаш свој идентитет, свесно за себе и слобода да си ја пројавуваш својата личност преку изборот, што Господ ти го дава како дар. Разбирате? Доколку вие како личности немате слобода да си изразувате себе си, разбирате, некој ви одземе слободата, тогаш ќе ви одземе и можноста да бидете личност. Зошто Бог созда личности, тоа никој не може докрај да го разбере, разбирате, докрај да го разбере, но повторно од Светото писмо разбираме колко што ни е откриено дека Бог создава личности и во ангелскиот и во човековиот свет, за да личностите може да партиципираат, да учествуваат во тој начин на постоење во кој постои Бог. Всушност Бог создава личности, за да личностите можат да учествуваат во тој начин на постоење. Тој совршен начин на постоење што ние го нарекуваме Царство Божие, но самиот Бог го нарекува Царство Божие. Внимавајте, личност може да учествува во тоа. Нешто што не е личност, нешто што нема свесност и совесност, не може да учествува. Каменот постои, ама нема свесност за себе си. Столчево постои, ама нема свесност за себе си. Оваа книга постои, ама нема свесност за себе си. Ме разбирате? Ние постоиме, но имаме свесност за себе си. Ние имаме свесност, имаме совесност и имаме слобода. Господ не создал со таков дар. Дарувајќи му на созданието и во ангелскиот и во човечкиот свет слобода, како што тоа го вели архимандрит Софрони, Бог влегува во еден сериозен ризик. Така тој теолошки го објаснува. Затоа што, внимавајте, кога ќе создадете битие кој има слобода, тоа битие може да се сврти против вас. Тоа битие може да се сврти против вас и гледаме ние дека прво во ангелскиот свет, првото битие кое се свртело против Бога, нели го објаснувавме тоа, бил еден ангел од високата хиерархија. Самиот бил херувим. Значи, заедно со серафимите и престолите, овој ангел представува представник на највисоката иерархија, на најсовршените ангели, ми разбирате? И не случајно светиот пророк Езикел, вдахновен од самиот Бог, ги пишува овие зборови. Ти беше помазан херувим, значи највисок степен во ангелската хиерархија, заедно со серафимите и престолите, за да осенува, заштитува. Јас те поставив за тоа, ти беше светата Божја гора, одеше сред огнени камења, ти беше совршен во патиштата твои. Внимавајте, ти беше совршен во патиштата твои. Значи, он додека бил во заедништво со Бога и додека неговата волја ја насочувал кон сето она за кое бил повикан од Творецот, тој бил совршен во своите дела, совршен во сето тоа што го правил, затоа што бил подобен на совршениот, на Бог. И вика, од денот кога беше создаден, се додека не се најде во тебе беззаконие. Значи,
Под беззаконие тука се подразбира кога прво овој херувим, светлоносец, Луцифер, Сатанајот, или така натаму станува Сатана, или бунтовник, односно, кога за прв пат, внимавајте, за прв пат, во една личност се создава состојба на завидливост. Значи, тој започнал како плод на својот избор, на својата слобода, на својата личност, на тоа што е, да му, не, тоа е завидливост. Се започнува од завидливоста. Се започнува, внимавајте, коренот на секое зло, коренот на сите страдања, и во ангелскиот, и во овој свет, се е во завидливост. Коренот на секое зло е во завидливост. Што значи завидливост, браќи и сестри? Завидливоста значи нељубовно споредување со другиот. Нељубовно споредување. Бог сите нас не создал различни. Да се погледнеме околу себе си, никој не е исто никој. Сите сме ние различни. Што е Царството Божие? Што е совршениот начин на постоење? Совршениот начин на постоење е еден со друг, да бидеме комплементарни, еден со друг да се надополнуваме преку различноста што ја имаме, да сочинуваме една целина. И сето тоа во љубов. Како органите во телото. Секој орган во телото го сочинува организмот. Без еден орган, или ако оболи еден орган, целиот организам страда. Ама сите се тие комплементарни, сите се надополнуваат еден со друг. Без срцето крај, без мозокот крај, без бубреците крај. Па дури едно мало трче кога ќе влезе во прстото, и тоа ви прави проблем. Така и во сиот свет од Бога создаден. Се е комплементарно, се надополнува едно со друго. Еве, излезете во природа. Земја, камен, воздух, вода, ме разбирате? Се е сврзано. И се служи едно на друго. Се е во љубов. Таква била Божјата промисла за постоењето и таа совршена состојба на постоењето од Бога создадена, ние нарекуваме, односно самиот тој нарекува негово владење или Царство Божие. За жал, во ангелскиот свет се случува ова отпаѓање, односно ова спротиставување. Потикнато од завидливоста, тоа имаме едно посебно предавање во училиштето за животот, значи предавање буквално за злото. Тоа две-три предавања имаме да се разбере проблематиката на злото, пошто навистина е проблематична проблематиката на злото. Внимавајте, реков јас, завидливоста е почеток на секое зло. Од завидливоста, браќи и сестри, настанува гордост. Што значи да човек да биде горд? Гордиот човек се губи себе си, односно вистинскиот идентитет свој за својата личност и започнува да ја живее фантазијата за својата личност. Фантазијата за својот идентитет. Гордиот човек, вие кога ќе разговарате со горд човек, тој не се гледа реално себе си. Вие го гледате како надоен, како напумпа со својата гордост, а тој себе си реално не се гледа. Тој е во фиксација, во фикс идеја. Да не говориме, секој од овие нешта има може да се објаснуваат по половина час. Значи, завидливоста потикнува гордост, гордоста потикнува егоизам, егоизмот потикнува суета, суетата потикнува деструкција, деструкцијата потикнува лага. И тоа ви е синџирот на злото. Сето тоа настанало во него. Сите овие состојби настанале во него. И тој преку лагата една третина од ангелите ги завлекува во злото. За жал и нашите прародители ги завлекува во злото. И ние сме денеска во оваа состојба во која сме. Но во исто време, тоа е она владењето на злото со нас. Ние буквално, секој од нас на еден начин представува некаква марионета на злото. И сега внимавајте, браќи и сестри. Како што нашата личност е свесна за злото и за пројавите на злото, слава на Бога, нашата личност е свесна и за доброто и за пројавите на доброто. И сега, целата работа е каде ќе ја насочиме нашата волја, односно каде ќе го насочиме нашиот избор. Што ќе избереме? Изборот е наш. Изборот е наш. Повели,
Само малко да се надоврзам на братот Јован, односно да допрецизирам, да пообјаснам ако може малку. Него прашањето му беше конкретно еден дел, еден сегмент од прашањето кога ангелите веќе знаеле колку е добра Божјето царство и колку е тоа убаво и колку е тоа сето фино, зашто ми го одбрале злото. Па подоцна Јадан и Ева зашто го одбрале злото. Затоа што за нив тоа, да речем со овосненски јазик, можам да се искажам, е ново искуство. Значи, они не биле свесни до крај, може би, што тоа ќе придонесе. Значи, како што професорот минати првото излагање каже, малце чим настапиш на територија на злото, он би ќе те извади од колоса. Така да ангелите него до тој момент, додека он внатрешно се преобразил, додека станал сатана, они се уште гледале на него луците. И светале дека он светлоноши и вака, така и они нуди една нова опција, која што они не биле може би до крај сигурни, како Јадан и Ева. Значи, Јадан кога припаѓа ради од дјаволката, он наместо да се покае, по личен избор што рече да останува се уште во злото. Затоа што Бог го праша, Адаме каде си, во смисол каде си сега, дали бидеш онапред кога каза, он можел да се покае. Можел да рече, Господе, сгрешив, што да правам голема глупост, може ли да се покае? Ама он продолжил да остане во злото, по собствен избор. И он му вика, жената ми даде да јадам, жената што ти ми ја даде, значи не сум ја крив, ти си крив, ти ми ја даде жената. И он продолжува се повеќе гази во злото. Така и он може... Да, он не може на почетокот не знае, ама многу искуство било, зашто Бог, ако го супримирал тоа да го припатат злото, ќе... Не ми треба микрофон, многу сум гласен да е така. Значи, да, ако Бог го супримирал да им забрани да чекат поднатака во злото, тогаш Бог не може да им дозволи да бидат личности. Значи Бог чим им дава да бидат личности, они се подлабоко се загазуваат во злото и веќе се стануваат тоа што стануваат. Бог затоа што ги создал како личности, ја почитува тоа што тие се личности и го почитува нивниот избор. Да. На злото вака сега, да не отидеме па предавањето наше за нешто сосем друго, но окей, разбирам. Злото не е создадено од Бог. Да, злото не е создадено од Бог. Злото, внимавајте, злото, ако ги читаме ние отците на црквата, како они легувајќи во оваа проблематика, тие велат дека злото не постои. Внимавајте, полека само. Тие велат дека злото не постои, злото нема своја онтологија. Постои само тоа што е создадено од Бог. Постои доброто, злото не постои. Што е злото? Злото е негација на доброто. Зборев вчера. Злото е агресија против доброто, не разбирате? Тоа е болест. Злото е болест, не разбирате? Злото е болест. Кога еден човек е здрав, ќе се вируса со вирус од некаков грип и тој станува болен. И неговиот организам се бори против вирусот. Кога ќе го победи организмот вирусот, каде е болест? Не разбирате? Така исто со овој свет. Молам? Добре, сега, пример кажам сега. Имате се буквално да ме сваѓам. Да. Па и вирусот на злото... Ви се молам со мобилните телефони. Сега кажа, 3 пати опомена. Да. Само да се дизбете. Победи. Значи, вака сега. Докрај ние да ја растајниме тајната на злото не можеме. Во Свети Ѓорѓија, во рамките на нашето училиште за животот, имаме 3 предавања околу проблемот на доброто и злото. 3 предавања по саат време, 3 саат. Сега тука имаме друга тема, но знам дека ова е многу битно, затоа што оваа тема, која ние ќе обработуваме, и текако има свој корен во оваа проблематика. Всушност, Христос, целиот Стар Завет, целиот Стар Завет, целата Тора, законот, пророците и самото доаѓање на Месијата, тоа е со цел да биде злото разобличено и победено и овој свет да биде очистено злото, вклучувајќи го целата природа. Значи, Бог нас сите не повикува да се очистиме од овој вирус со кој сме се вирусовали. При што јас мора да признам дека злото исто така е вирус. Затоа што вирус не во буквална смисла на зборот. Внимавајте. Бог им заповеда на нашите прародители. Им заповеда, внимавајте, од секој дрво од градината може да јадеш, но од дрвото на спознанието на доброто и злото да не јадеш. Во тој ден кога ќе јадеш ќе умреш. Тој им заповеда.
И сега, тога што го зборуваше Томче, Бог, тоа ново искуство на сознанието за тоа што е зло, ќе им го дал на нашите прародители, но тие требале духовно да пораснат, да имаш зрелост, личностна, да го носи сознанието за злото. И сега што направиле они? Покажале непослушност од Творецот. Значи, исто така тоа се случи во нашето секојдневие. Кога родителот го заштитува своето дете од искуство кое тоа не може да го носи на тоа ниво што го има, на раст. Не може да го носи. И родителот го заштитува со заповед, со совет. Доколку детето не послуша, покаже ова непослушност, влегува во искуство за кое не е подготвен, што тоа искуство му носи штета. Сега, за жал, ова искуство во кое влегле нашите прародители, неподготвени, донело штета и на нив, а преку нив и на целото човештво. Затоа и Бог не дигнал раце од нас. Значи, затоа е ова книга, односно, затоа и Светото писмо. Светото писмо е в суштина, ако така едноставно може да се изразам, арена, една арена во која е опишана борбата помеѓу вистината и доброто и лагата и злото. Во секоја страна на Светото писмо тоа е опишено, покажано и докажано преку животите на илјадници луѓе. И злото и изворникот на злото. Злото и изворникот на злото се победени на крстот. Внимавајте, ова прашање е многу битно, може би не сте си го поставиле, но многу е битно да го знаете. Зошто Бог веднаш се мојниот, Творецот, Севишниот, зошто веднаш не го уништи сатаната кога отстапи од него? Зошто веднаш не ги уништи 1/3 од ангелите? Зошто не ги уништи Адам и Ева? Ме разбирате? Зато ќе оди сам против себе. Затоа што кога оној се поводи против Бога, тој како ги излажа ангелите кои беа под него и му поверува. Тој им понуди посовршен начин на екзистенција од Божиот начин на екзистенција, не разбирате? Посовршен начин. И сега внимавајте, ако Бог него го уништеше, тогаш целиот контекст на екзистенција за кој ние не сме ни свесни што е тоа се, Бог во сите нивоа на екзистенција ќе испаднеше тоталитарист, деспот. Без слободна волја. Тогаш ќе испаднеше демагог. Се вика ми даваш слободна волја, за не ми оставаш избор. И сега како Бог го разобличува злото? Во состојба на крај на немој. Исус на крстот беше во крај на немој. Која беше мојта? Во крај на немој. Го распнал на крст. Ама каде е мојта во крајната немој на Месијата? Во љубов. Во љубовта што се жртвува. Злото се победува само на еден единствен начин, браќи и сестри. Само на единствен начин злото се разобличува. Само на еден единствен начин злото се гори. Тоа е преку љубовта што се жртвува. Злото не може да издржи љубов што се жртвува. Таму кај што има љубов што се жртвува, крај. Таму кај што има тупење, кај што има его игри, кај што има разни подметнувања, разни суети, таму проблемите само растат, се зголемуваат. Земете од вашето секојдневие. Земете од вашето секојдневие. Таму кај што ќе има љубов што се жртвува, љубов што се пројавува преку искреност, преку доблесност, крај. Злото се уништува во истиот момент, го снемува. Значи, Христос на крстот со својата жртвена љубов го разобличи тој начин на екзистенција, го победи сатаната, го победи и го ослободи целото човештво. Внимавајте, тоа е многу битен момент. Го ослободи целото човештво од робството со тоа. Значи, тоа е што ние теолозите го нарекуваме општа амнестија. Општа амнестија, општа прошка. Или ние користиме еден друг термин, објективно спасение или искупување. Бог, Небесниот Отец преку Месијата во силата на Светиот Дух, на целото човештво му дава прошка. На целото човештво му е простено. На секој од нас му е простено, ме разбирате? И секој оној што ќе дојде со вера кај Месијата и ќе сака слободно
да го прифати Божиот начин на екзистенција. Бог сите негови гревови, вини, слабости ги проштава. Тоа е христијанството. Да разберете, тоа е христијанството. Без тоа, без ова што го говорам, нема христијанство. И преку тоа се гледа милоста Божја кон секој човек. Внимавајте, на многумина денеска не им е јасно зошто човештвото е во ваква состојба во која е. Зошто нашиот народ е во ваква состојба во која е. Сите ние знаеме за Христос, сите ние знаеме за тоа што Христос направил, сите ние знаеме за Светото Писмо, сите ние знаеме за многумина светители и за нивните животи, а ние гледаме дека баш многу духовноста и вистината не се практикува. Зошто? Еве го одговорот. Значи, во тој процес за прифаќање да бидеш Божи човек, да го избереш Бога и Неговото царство, има 3 фази. Вчера ги спомнав, но овие 3 фази ќе ни помогнат да разбереме целата логика на беседата на гората. Првата фаза е потрага. Прашајте се вие, колкумина од луѓето кои живеат денеска, например, во овој град, во оваа Македонија или во овој свет, имаат потрага по вистината. На кого им е битна вистината? На некој ми е битна, на некој не е битна вистината. И затоа не може човек да се отвори за вистината, да има потреба за вистината, додека не доживее духовно будење. Без духовно будење, браќи и сестри, ништо. Духовното будење ви е што значи човек кој е духовно разбуден? Тоа е, да ме разберете, ќе ви направам ваква споредба. Човек кој спие, онака, во буквална смисла на зборот. Кој е во сон. Човек кој е во сон го гледате како мртов. Многу човек кога спие во состојба на пасивност. Сега, многумина од луѓето кои се биолошки живи, ама се духовно, како да ви кажам, успијани или мртви, тие биолошки функционираат и исполнуваат сите биолошки функции, ама на духовен план, нивниот дух, нивната личност се успиена и таа нема потреба за вистина. Таа нема потреба за вистина и затоа на многумина луѓе кои им говорите за вистина, за вечност, за Бог, тие не слушаат. Не слушаат. Зашто не слушаат? Затоа што немаат потреба за тоа да го слушаат. Понатаму, втората фаза, внимавајте, откако ќе доживееме духовно будење, откако ќе го доживееме тој контакт со Бога, со Творецот, откако ќе се сретнеме со Христос во нашиот живот, дали тоа ќе биде директно, самиот Христос ќе ни се објави на овој или на овој начин, дали индиректно, преку проповед, преку читање на Свето Писмо, не е битно на кој начин, но во еден момент ние во нашиот живот се среќаваме со Христос. Христос застанува пред нас. Буквално ние застануваме пред Него. И Христос ни вели, сега, сватате ме фигуративно, а може понекогаш и реално, Христос ни вели, што сакаш? По кој пат сакаш да одиш? По патот на животот или по патот на смртта? Твој е изборот, ме разбирате? Ние тогаш треба да избереме. Дали ќе одиме по патот на животот или по патот на смртта. Ако тргнеме по патот на животот и го прифатиме Него, тогаш треба да бидеме крстени. Што значи да бидеш крстен? Да бидеш крстен, тоа значи да го примиш дарот на простувањето. Тоа што Христос на крстот го направи за целото човештво, во моментот кога се крштеваме, тоа се случува внатре во нас. Амнестија, прошка. Ние се настануваме ново создание. Нов почеток. Second chance, втора шанса, Господ ни дава. Но тоа е долга тема сега, да не... Откако ќе се крстеме, ни се дава дарот на Светиот Дух преку миропомазанието. И внимавајте сега. Сега има еден проблем во секојдневниот живот на нашата црква. Многумина се денеска крстени, ама како деца. Се што се случува? Тие се објективно гледано членови на црквата, но не се вистински активни живи членови на црквата. Се додека не дојдат до моментот да се сретнат со Христос. И многумина, кога ќе доживеат духовно будење, кога ќе доживеат покаяние, тие доаѓаат кај свештениците за исповед. Значи, да се исповедат и да го започнат своето живење во Христа. Не разбирате? Значи, тука нема ново крштевање,
Нема повторно крштевање, туку со исповед се завлегува во животот во Христа. Но се разбира на таа исповед треба да следи ова подготовка и така. Друга тема е тоа. И понатаму, внимавајте, тоа е сега воведот во она што ние денеска треба да го зборуваме. И откако ќе се крстиме, откако ќе го примеме дарот на Светиот Дух, откако ќе се причестуваме со Христос, ќе го примаме во себе, ќе го засведочуваме нашето единство со Него, од тогаш започнува градењето на нашето спасение. Како што апостол Павле тоа го има запишено во посланието до Филипјаните. Значи, градењето на нашето спасение. Христос ни дава прошка, ни дава амнестија, ни дава можност и сега ти избираш да чекориш по патот кон животот. И чекорејќи по патот на животот, всушност чекориш кон вечниот живот, кон Царството Божие. Еве ги точките, внимавајте. Значи, првото нешто кое се случува кај оној човек што започна да го живее животот во Христос е духовниот подвиг преку борба против злото и гревот во и надвор во себе. Внимавајте. Секој христијанин кој ќе почне да живее сериозен духовен живот, тој влегува во духовна борба против злото. Во себе и надвор во себе. Се разбира во силата и даровите на Светиот Дух. Понатаму, откако духовно ќе порасне, ни се дава по благослов, сведоштво за вистината. Значи, Бог од нас сите бара да бидеме сведоци на вистината. Односно, од нас сите бара, што сме христијани, што сме го разбрале патот на животот, да им го сведочиме на останатите. Патот на животот. Да им го сведочиме правето, не разбирате, од љубов. Тоа е евангелизација. Во вистинска смисла на зборот. Односно, ширење на радосната вест. Потоа, повисокиот степен на духовен живот е веќе кога ќе ја разбереме Божјата волја. Веќе кога Божјата волја за нас нема да биде абстракција, туку веќе ние ќе ја разбираме Божјата волја и Божјото водство. И понатаму, како духовно растеме, доаѓаме до состојба на осознавање на вистината за вечноста. Сега, кога ќе доживееме покаяние, односно првото блаженство, второто блаженство и така натаму, ние насетуваме вечноста во нас. Имаме осет за вечноста, имаме мисла за вечност и така натаму. Но, кога духовно ќе пораснеме во Светиот Дух и во црквата, разбрана како заедница на Христови ученици, кога ќе му се уподобиме на Творецот, кога ќе ја осетиме тајната на светоста, ние ќе ја разбереме и тајната на вечност. Што значи вечност? Значи, вечноста тогаш престанува да биде абстрактен збор. Туку, во тој момент, како што тоа го разбрале светите луѓе, тие разбират што е вечен живот. И затоа тие не се плашат од смрт. Разбирате, тие не се плашат од смрт. Они умираат за овој свет. Овој свет и узијата на овој свет за нив станува, што да ви кажам, само досадна приказка. И затоа тие не се плашат. А додека не додеме до тој степен, ние сите сме во состојба на страв, затоа што живееме во неизвестност, затоа што ние немаме духовна сила во нас. И злото се игра многу често со нас. Тоа би биле тие нешта и сега таму таа фаза е многу битна. Значи, сето тоа се гради преку исполнувањето на Христовите заповеди. Вчера започнавме со толкување на блаженствата. Значи, Христос, кога застанал пред сиот тој народ што бил околу него и неговите ученици околу него, тој, внимавајте, на нив, а преко нив и на сите нас, кои ќе бидеме негови ученици до крајот на овој свети век, внимавајте, кои ќе бидеме негови ученици до крајот на овој свети век, ни го дава овој пат, овој процес на духовен раст. Како што кажав и вчера, блаженствата се духовна лествица. Ако во Стариот Завет 10 Божи заповеди биле дадени човекот да биде праведен, односно да знае, да разликува што е добро, што е зло, што е од Бога благословено, што не е од Бога благословено, во Новиот Завет Месијата на човештвото не му дава 10 заповеди, туку му дава блаженства, му дава небесна скала. Значи на човештвото му го открива процесот кој треба секој човек да го помине за да стекне вечно постоење. Како што говоре вчера, првото блаженство е блажени си сиромашните по дух, зашто нивно е Царството небесно.
Првото блаженство е она што го говорев ни сиот овој период на ова предавање. Првото блаженство е духовното будење. Без духовно будење, браќа и сестри, ништо. Ако си успан, ако си марионета, ако си хипнотизиран од гревото и злото, ти си во состојба на нокдаун, духовен нокдаун. Но, ако духовно се разбудиш, ако Господ те допре, ако доживееш покаяние или метаноја, тогаш се чувствува таа духовна состојба на сиромаштво, но кое не е проклество, туку блаженство. Да не се враќам на оно што го говорев вчера, само ќе ги прочитам и ќе продолжам понатаму. Блажени се сиромашите по дух, зашто нивно е царството небесно е. Првото скаливо. Второто скаливо е. Блажени се оние што плачат затоа што ќе се утешат. Тоа е процес на духовно очистување. Блажени се кротките затоа што тие ќе насадат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда зашто тие ќе се насадат. Блажени се милостивите зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце зашто тие ќе го видат Бога. Говорев и вчера. Ова блаженство е клучно блаженство. Додека се дојде до ова блаженство, духовниот живот е концентриран на индивидуален план, не разбирате. Ние работиме со себе си. Кога ќе дојдеме до ова блаженство, до состојбата на чисто срце, кога ние ќе разбереме тајната на Бог, на Творецот, тогаш Бог не употребува во контекст на неговото спасително дело. Не разбирате? Тогаш Бог не употребува во контекст на неговото спасително дело. И тогаш стануваме живи, активни негови ученици. И затоа, гледате сега, веќе останатите блаженства се со некој активитет во себе си. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Блажени се горетите заради правда, бидејќи нивно е царството небесно. Блажени сте вие кога ќе ве срамат и прогонуваат и го лажат, ќе говорат против вас секакви лоши зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата, така ги гони и пророците што беа пред вас. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Тоа не влегува во блаженството, но тоа е темелот, кровот, како да кажам, и кровот и темелот. Тоа е она што ви го зборев, кога човек ја осознае тајната на вечност. Внимавајте, Христос ти вели, радувајте се и веселете, зашто голема е вашата награда на небесата. Многумина ги кажат, чеке бе, што ни нуди овој? Каква награда на небесата? Значи, овој ни нуди вечен живот. И сега, па чеке, дали постои вечен живот? Не постои ли? Едни викаат вака, други викаат вака. Има вакви докази, онакви докази, ме разбирате? И додека ние сме само во умот, без духовен живот, цело време нашиот ум ќе си оди про и контра. Но кога ќе го поминеме овој процес, разбирате? Кога ќе го поминеме овој процес, тогаш ние разбираме тајната на вечноста над во нас. И тогаш се исполнува она што Христос го вели, вие сте солта на земјата, вие сте светлина на светот. Кои вие? Тие луѓе кои го оствариле ова. Тие ученици негови кои го оствариле ова. Тоа е, вчера го говоревме, сега поминуваме понатаму. Внимавајте што Христос Внимавајте со кои зборови Христос ја продолжува беседата. Немојте да мислите дека сум дошол да ги поништам законот, Тората, Стариот Завет. Немојте да мислите дека сум дошол да го поништам законот или пророците. Не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Знаете ли зашто овие зборови Христос ги кажа? Затоа што кога ги кажал оние претходните зборови, ги кажал со краен авторитет. Со тој авторитет што тој го има. Сега тие луѓе што го слушале, од кој народ биле? Биле евреи. Па биле евреи. И вика, чекај малку, со кој авторитет ти зборуваш? Ние те знаеме како рабин од Галилеја, Исусот, Јешо од Назарет, и така натаму. Со кој авторитет ти го говориш ово? И уште велиш дека вие сте солта, вие сте светлината, кои вие и така натаму. Луѓето се збуниле. И Христос вели, немојте да мислите дека сум дошол да го поништам законот и пророците, не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Што е Тората? Мојсеевото петокнижие, првите 5 книги од Стариот Завет.
Знаете, кај евреите Тората била се. И ден денеска е така. Тука е законот Божи. Тука Бог се открива. Потоа, Стариот Завет, освен Мојсеевото петокнижие, ги имате навим или пророци. Бог подигнувал пророци во Старозаветниот народ, Божјевескиот народ, и пророците го опоменувале тој народ секогаш кога ќе скршнел од заветот со Јахве. Секогаш кога ќе скршнел, Бог подигнувал пророк или пророци кои го опоменувале народот. Но во исто време пророците го поучувале народот, но во исто време пророците биле оние кои вдахновени од Духот Божи го предскажувале во своите пророштва, во своите книги доаѓањето на Месијата. Доаѓањето на Месијата. И затоа Христос вели, немојте да мислите дека сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Значи Христос се што е запишано за него и во Тората, односно во Мојсеевото петокнижие, и кај пророците, сето тоа што е напишано, тој го исполнил. Разбирате? Затоа што го исполнил, тој може да воспостави што? Нов сојуз. Стариот бил исполнет затоа што имаве Стариот сојуз, Стариот завет со Бога, никој не може да го исполни. Секој човек, гледате кога го читате Стариот завет, колкумина праведници, колку и да се труделе, паѓате во гревот. И како што вика апостолот Павле, Тората, законот стана проклетство за нас. И сега Христос, Месијата, и внимавајте сега која е тајната на неговата личност. Месијата дојде да го поправи она што не можеше Адам. Месијата дојде како новиот Адам, како вториот Адам. Месијата дојде исто како совршениот човек кој може да го исполни законот, затоа што Христос беше, како што беше Син Божи, Бог по природа, тој беше и вистински човек. И затоа Христос го исполни сето тоа што е во Тората, во законот, во Стариот Завет и сето тоа што за него пишува во пророците. И затоа внимавајте, има две места каде што Христос и вели на евреите. Вие мислите дека преку писмата, преку светите книги од Стариот Завет ќе стекнете вечен живот, но тие сведочат за мене, вели Христос. Тие сведочат за мене. Понатаму, во Новиот Завет, во Евангелието според Лука, го имаме ова. После своето воскресение, тој им се јавува на Лука и на Клеопа, и што им вели? Им го отвори умот да го разберат писмото, да го разберат сето она што е запишано во Стариот Завет, и во Тората, и кај пророците, да разберат дека Месијата требаше да пострада, за да на тој начин човештвото биде ослободено од проблемот на злото, гревот и смртта. Сето тоа што е напишано се исполни во Христос, се исполни во Месијата, во личноста на Исус Христос. И затоа сега тој го вели ова. Немојте да мислите дека сум дошол да го поништам законот и пророците, не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Зашто вистина ви велам, дури постојат небото и земјата, ниту една буквичка, јота, вели Христос, јота е најмалата буква од еврејската азбука, или црта од законот нема да се измери, додека не се исполни се. И на вистина, ова Христос го говори на почетокот од својата спасителна служба. Во текот на неговата спасителна служба и неговото раснување, и неговото воскресение, и неговото вознесение, и испратењето на Светиот Дух. Се што е предскажано за Месијата, се исполнува. До јота, до буква. И затоа внимавајте, ние христијаните ја имаме таа сила. Во што имаме сила? Затоа што имаме аргумент. Затоа што Христос не е мит, Христос не е легенда, Христос не е измислица. Христос е оној кој е посведочен со илјадници луѓе. Пред него, со пророштва, кои биле со векови пред него. И сите тие пророштва се исполнуваат на него, не разбирате? И колкумина да го напаѓале христијанството, и колкумина да го напаѓале Исус како Месија, фактите го говорат тоа што го говорат. И понатаму Христос вели, и така оној што ќе наруши една од тие најмали заповеди, и така ги научи луѓето, ќе се нарече најмало Царството Небесно. А оној што ќе ги исполни и поучи, тој ќе се нарече голем во Царството Небесно.
Затоа ви велам, внимавајте го сега овој момент. Затоа ви велам, ако вашата праведност, чија праведност? Праведноста на неговите ученици. Значи, праведноста на членовите на новозаветниот народ Божи. Христос почнува да формира новозаветен народ Божи. Старозаветниот народ Божи од колку племиња е составен? Од 12 племиња, 12 синови на Јаков. Христос колку апостоли собира околу себе? 12. Како што 12 синови на Јаков беа темел за старозаветниот народ Божи, 12 апостоли на Месијата беа темел за новозаветниот народ Божи, односно црквата. И затоа Христос вели, зашто ви велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите, вие нема да влезете во Царството небесно. Значи Христос не вели, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите, вие ќе бидете помалку праведни. Не, овде ја насочува целата смисла на беседата на гората. Нема да влезете во Царството Божие. Кои биле овие книжници и фарисеи? Книжниците биле луѓе кои го запишувале и го толкувале, односно ги запишувале и ги толкувале книгите на Стариот Завет, особено Тората. Кои биле овие фарисеи? Кај евреите имало, како да кажам, неколку религиозни, условно речено, партии, движења. Биле тука фарисеите, садукеите, есените и зилотите. Садукеите биле луѓе кои велеле дека до буква, до максимум го исполнуваат законот. Разбирате? Но тие што правеле? Ја исполнувале само формалната страна на законот, а не и духовната страна на законот. И почнале да се дујат со својот формализам. И затоа дури евреите во голем процент не ги сакале, затоа што овие се правеле праведници, во однос на тоа што го исполнувале законот и ги омаловажувале другите. И затоа Христос вели, вие да не бидете такви, односно на своите ученици, на својата црква и вели, вие да не бидете такви. Вашата праведност треба да ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите. Ако бидете како нив, што ново се случило од сонцето? Ништо. Понатаму, Христос сега почнува, сега внимавајте. Некој ќе каже, денеска важно говоревме тоа со неколку браќи и сестри, и као Отец, дали за нас христијаните важат 10 Божи заповеди? Што мислите? Дали за нас христијаните важат 10 Божи заповеди? Молам? Важат? А ова? Откако узнавме дека човекот не се оправдува преку делата од законот, туку само преку верата во тоа дека Исус е Месија и така натаму. А 10 Божи заповеди се срцето на законот. Дали важат или не важат? Или важат? Видите сега, важат. Важат, да. Но внимавајте. Да, внимавајте се. Но Христос важат, но Христос 10 Божи заповеди, односно целата Тора, целиот закон, уште повеќе го усовршува. И внимавајте што зборува тој. Пошто веќе на собраните околу себе си им вели со кој авторитет говори. Им вели дека не дошол да го поништи законот, односно Тората и пророците. Туку да го исполни и да го усоврши. Значи, он создава еден народ Божи кој треба да биде посовршен од старозаветниот народ Божи. И внимавајте што вели, уште веднаш Христос. Сте слушнале дека е било речено на старите. Од старите се подразбира оние кои биле членови на старозаветниот народ Божи, односно кои биле се уште по Стариот Завет, односно по Стариот Сојуз, во законот, во Тората. Сте слушале дека е било речено на старите не убивај. А кој убие, виновен е пред судот. Јас пак ви велам дека секој што се гневи на брата си без причина, виновен е пред судот. А оној што ќе го нарече брата си празноглав, виновен е пред Синедрионот, а оној па што ќе го нарече будала, виновен е за во геената. Вака сега во македонскиот превод пишува пекол,
но во грчкиот текст пишува гена. Пекол и гена не е иста работа. Ќе ви објаснам сега. Пекол е еквивалент на ад. Ад. Значи, што е ад? Ад е духовна состојба во која заминуваат душите на упокоените до денот на последниот суд. Или рај, или ад. И сега, во Светото писмо, секаде кај што е ад се преведува со терминот пекол. Но внимавајте, гена не е ад. Гената е состојба на осудените по страшниот суд, по последниот суд. Кога Христос ќе дојде на крајот на овој свет, кога ќе настапи воскресението на мртвите, кога Христос ќе дојде на крајот на овој свет, кога овој свет ќе заврши, кога праведниците ќе влезат во Царството Божие, оние кои не го избрале патот на животот, ќе ја наследат гена. Односно, таа состојба на вечна казна. Што е тоа? Тоа е долга тема и за друго предавање. Но во оригиналниот текст, во грчкиот текст пишува гена. Ќе ви се разјасни понатаму зошто е баш тоа така напишано. Колку пати сме реферија за некој дека е друга, што си токива? Внимавајте, зошто Христос ова го говори? Не само не убивај, вели Христос, не само не кај да убиеш човекот, него Христос вели не смееш да го навредиш ближниот свој. Зошто не смееш да го навредиш ближниот свој? А ние се навредуваме, чувајќи мене, сите се навредуваме, но Христос вели не смееш. И ќе бидеш виновен. Знаете зошто? Затоа што Христос ни говори, односно Месијата ни говори за вредноста на секоја човечка личност. Секоја човечка личност постои со Божји благослов. Без разлика дали е ваква или онаква. Без разлика што таа направила со својот избор. Може да гледате некој криминалец, некој расипи куќа, како што викаат. Не знам каков. Да не редам епитети. Но тој е тоа што ние го гледаме како плод од неговиот избор. Он се направил така. Но Бог него му дал личност, му дал душа, му дал идентитет. И сега ние треба да го почитуваме тоа што Бог му го дал. Значи Бог, односно Месијата во овој контекст ни акцентира каков треба да биде односот на луѓето во неговиот народ. Значи со крајен пиетет, со крајно внимание кон секоја човечка личност. Внимавајте, вакво нешто никаде нема. Вакво нешто никаде нема. Кај паганите, не знам таму, кај сите тие народи, па дури гледаме и во Тората, колко да е Тората од Бога и така натаму, сепак нивото на луѓето во тоа време било такво како што било. Ако во Стариот Завет имаме заповед не убивај, во Новиот Завет имаме почитувај личноста на тој што е различен од тебе. И всушност оваа заповед е вовед во вистинското разбирање за она што денеска се говори на секаде, а тоа е почитување на човековите права. Значи, човековите права, тоа што денеска се говори и така натаму и нас, кој е битен, многу битен елемент во заедничкото живење во овој свет, и така натаму, тоа доаѓа од Месијата на гората. Христос заповеда. Ти си должен да го почитуваш тој што е различен од тебе. И не смееш да го навредуваш. Па без разлика каков и да бил. Понатаму вели Христос. И така, ако принесуваш дар на жртвеникот и таму се сетиш дека брат ти има нешто против тебе, тогаш остави го дарот таму пред жртвеникот, па оди најнапред помири се со брата си, а потоа дојди и принеси го дарот свој. Измири се со противникот твој навреме, уште додека си на пат со него, за да не те предаде противникот на судијата, а судијата на слугата и да бидеш фрлен затвор. Вистина ти велам, нема да излезеш отаму се додека не ја дадеш последната пара. Ова со жртвеникот може би е сега малку неразбирливо за нас. Во Стариот Завет, кога човек е направил прекршок во однос на Тората, на заповедите, тогаш тој бил во состојба на грев и имал вина.
за да побараш очистување од вината, треба да принесеш крвна жртва. В Стариот Завет принесувале крвни жртви, во Новиот Завет нема крвни жртви. И сега внимавајте, Христос вели, немојте формално тоа да го правите. Немојте да одиш да принесеш жртва на жртвеникот за грев, за вина и така натаму, ако знаеш дека ти некому нешто си направил. Джабе да го направиш тоа, ако ти понатаму не си го промениш својот живот. Джабе. Значи, Христос кој е прашање отвора тука? Го отвара прашањето на формалната религиозност. Ние во огромен процент, значи со векови, сите се соочуваме со најголемиот проблем во верата, тоа е формалната побожност. Се ќе направиме ние формално. Но ако треба суштински нешто да направиме, тоа што го бара Бог од нас, не. Христос вика, джабе одиш ти да жртвеникот тоа да го правиш, ако прво не се помириш со братот твој. Раните христијани, оваа заповед како ја трансформирале. Ако пристапуваш на евхаристиското собрание, ако пристапуваш да се причисти со Христа, да го засведочиш своето единство со Христос, но знаеш дека некому нешто си направил и дека некој има нешто против тебе, прво иди помири се со него, а после да се причестиш. Значи, што вели апостол Павле понатаму во своите посланија, ако тоа зависи до тебе, биди во мир со секој. И она што го говори понатаму Христос е проблемот со нашата совест. Измири се со противникот твој навреме. Противник тука го дава Христос во една метафорична состојба и со метафоричен контекст. Кој е многу често наш противник, што не избачува нашата совест, доколку има? Тие што има. Затоа што совеста ни вика. Што правиш ти? Што правиш ти? Уште додека си и вика Христос, уште додека си на пат, противникот, ако некој има нешто против тебе, совеста твоја послушај си ја, значи совеста твоја послушај си ја и направи го тоа што совеста твоја ти го вели и реши си го проблем. Слушај си ја совест. Првото, второто, третото, што сега Христос се наведува? Кон внатрешниот живот. Внимавајте. Втората цела е закон. Ова треба, ова не треба. Разбирате? Како да земете устав на држава. Тамо нема ништо духовно. Ова можеш, ова не можеш. Ова вака се прави, ова не се. Христос сега што потикнува во нас? Во својот нов народ. Внатрешен живот. Внимание кон другиот. Совесност. Не биди формален. Тоа е пораката. Значи прво респект, почит кон другиот, кон различниот од тебе, понатаму. Не биди формален во однос на верските задолжувања што ги имаш и понатаму биди совесен. Живее со својата совест. Значи, тоа е процес. Значи Бог бара од нас внатрешна работа. Натре во душата. Натре да работиме со себе. Тоа е верата христијанска. А денеска, е мала дигресија, денеска ако ги слушате вие луѓето во еден поголем процент кои се лекуваат православни христијани, кога ви говорат за христијанство, тие ви говорат за некаква вера што јас не ја препознавам, искрено да ви кажам. Се говори за разни форми, за разни обичаи, за разни, не знам, вака требало, онака требало, тоа се правило, тоа, а за она што е суштинското никој ништо не. Христос вели вака. Повторно усовршување на декалогот, на 10 Божји заповеди. Сте слушнале дека на старите им било речено не прелюбодействувај. Јас пак ви велам дека секој што ќе погледа на жена со желба кон неа, тој веќе изврши прелюба со неа во срцето свое. И понатаму вели Христос, ако те соблазнува десното око, извади го и фрли го од себе, зашто подобро ти е да погине еден дел од твоето тело, отколку целото да биде фрлено во геената. Внимавајте, сега ви е јасно за геената. Значи Христос вели дека ќе бидеш со тело на судот. Значи се говори за состојбата по воскресението.
по воскресението. Бог е не воскресне и после ќе биде последниот суд или последниот ден на овој свет. И понатаму вели, и десната рака ако те соблазнува и сечија и фрли ја од себе, зашто подобро ти е да изгубиш еден дел отколку целото твое тело да биде фрлено во гена. Значи, ако во Стариот Завет има само непредубодействување, Христос вели вака се. Прелюбата го има својот корен во умот. Во умот. И умот кој дозволува во него да има желби кои се спротивни на љубовта. Тоа, кога ќе трне од умот го заразува и срцето, ја заразува и волјата и така натаму. Внимавајте, зошто во Стариот Завет и во Новиот Завет, особено во Новиот Завет, се инсистира на оваа забава, која морам да признам дека е крајно непопуларна во овој. Демоде. Сега, дали ние луѓето може да се кроиме, да се правиме приказки како што нас не одговара, но истината е ова. Ако во Стариот Завет Бог се обидел и благословил повторно да се воздигне достоинството на односот помеѓу мажот и жената. Значи, мажот и жената, ако го читаме ние Светото писмо, онака како што тоа ни е откриено пред падот. Адам и Ева биле иш и иша, маж и женка. Односно, две половини од една целина. Значи, мажот плюс жената го сочинуваат човекот. Односно, мажот плюс жената се два пола од една целина. И затоа ние го користиме тој латински збор секс, што значи пол. Машки пол и женски пол. Двата пола сочинуваат една целина. Ако две личности од спротивен пол, како плод на својата љубов, како плод на својот избор да бидат заедно, и со благослов Божи решиле тоа да го живеат, тогаш тие треба да внимава на каков начин го негуваат тоа свое заедништво. Затоа што Бог знае дека секогаш кога ќе се разбие тоа заедништво, последиците се страшни. Последиците се страшни и за тие кои го разбиле заедништвото, но и за околината. Вие знаете што се случува, за жал, секојдневието тоа ни го сведочи така натаму. Вие знаете што се случува кога ќе се разбие една брачна заедница. Страшни страдања. Прво на брачниците, а потоа и на оние што се околу нив, а да не говорам за нивните деца. Затоа во Стариот Завет имаме непредубодейство, во Новиот Завет има дури и не си го храни својот ум и своето срце со желби. Не дека на човекот не му доаѓаат желби, пазатата природа во нас, околината околу нас и така натаму, сето тоа си го прави тоа што го прави. Но човек треба да се спротивставува. И затоа Христос вика, ако те соблазнува, извади до тој степен, онака дури вели, фрли го, исечи ја раката, сака да каже, бори се против поривите на паднатата природа. Затоа што ако допуштиш поривите на паднатата природа да те заробат, тогаш состојбата ќе биде многу лоша. Сега, ова прашање отвара многу прашања. Го отвара прашањето на односот помеѓу мажот и жената, односно во семејството, го отвара прашањето на изгледот на жената христијанка во овој свет и изгледот и однесувањето на мажот христијанин во овој свет. Еве јас како духовник ќе ви кажам една работа. Имам духовни чеда кои работат во разни институции и така натаму. И они велат од цивица, просто понекогаш не ми се седи во канцеларија затоа што не можам да го издржам тоа што се зборува. Прво луѓето се крајно вулгарни, крајно слободни едни со други, значи мажите и жените, без никаква култура и така натаму и така натаму. Да не зборам за облеката на жените денеска, тоа е глобално здобување, да. Да не говорам. Нема да ме доживеете сега како некој конзервативен,
И така натаму, но што вели Христос, вие сте сол. Дали сме ние повикани да сочуваме некакви вредности? Повикани сме. Ако сме повикани, ако се нарекуваме Христови ученици, ако се нарекуваме членови на неговиот народ, се извинувам. Се извинувам. Патот на животот или патот на смртта? Што сакате? И, внимавајте, сега ќе кажат некои сестри, тука знамо одмah. Па ќе збориш против секуларизмот. Да, ќе зборам. Внимавајте, денеска во светот постои една идеологија која е страшно опасна. Подло опасна. Се вика секуларизм. Што значи тоа? Тоа значи да се подреди животот на човекот само во рамките на овој свет. Значи, се раѓаш, умираш, се е случајно. Тоа е секуларизм. И правиш што сакаш. И ти имаш слобода да правиш што себе што сакаш. Тоа е твоја работа. Значи, внимавајте сега, христијанските вредности на човековите права се злоупотребуваат во секуларизмот. Они викаат, секој човек има право. Да, има право, но има и пообврска има. Пошто ние не живееме како одделни планети, секој од нас во овој свет. Ние живееме, браќи и сестри, заедно во овој свет. И секој еден на друг. Што? Делуваме, влијаеме. Има интеракција. Тоа е тоа, има интеракција. Секуларизмот вели нема одговорност. Нема Бог. Нема совест, нема Бог, нема совест. Нема вредност. Единствената вредност се човековите права. Ти имаш права да си го живееш живот како што се. Да, Христос започна со тоа, дека секој човек има право. И дека кон секој човек треба да имаме апсолутна почит. Но исто така секој човек е повикан да биде одговорен за тие околу себе си. Односно, одговорен за своите мисли, за своите зборови, за своите постапки. Тешко е, тргнувам од себе си, не е лесно. Не е лесно. Но, ако сме Христови ученици, тоа е процесот. Тоа е процесот. Речено било исто така, ако некој остави својата жена, нека ја даде разводно писмо. Јас пак ви велам, внимавајте што вели сега. Речено било во Стариот Завет. А јас пак ви велам, внимавајте, ниеден пророк не говори вака. Господ ми рече, Господ ми откри. А јас пак ви велам, секој што ќе остави својата жена освен за прелюба, тој ја тера да прелюбодействува и кој ќе се ожени со така напуштена, тој прелюбодействува. Тоа важи и образ. Важи и за мажите. Односно, ако некој маж направи прелюба и жената или мажот не е подготвена да ја прости прелюбата, тогаш се дига во воздух. Внимавајте, зошто Христос уште на почетокот на беседата на гората ги говори овие работи? Знаете ли зошто? Знаете ли која е најбитната клетка во едно општество? Знаете ли зашто нашето општество се наоѓа денеска оваква состојба која се наоѓа? Што да ви кажам? Треба ли да ви откријам топла вода? Па гледате ги односите во нашите семејства. Гледате ги. И сега ние се правиме на удрен. Господ вика вака, Творецот вика вака, ние викаме не го слушаме, ние ќе си тереме по своје. И после што се случува? Се случува полека, благодатта, благословот во семејствата исчезнува. Нема љубов, нема виталис, нема животна енергија. Нема порив во семејството. Нема деца. И ние почнуваме како народ, што? Биолошки да умираме. А зошто биолошки умираме? Затоа што ние сме се отргнале од нашата поврзаност со животот, со Творецот. Не го слуша Творецот, тој ти вика, ова е патот на животот, ти викаш, слушај, дечки, не ме замарај, пушти ме да си одам кај што сакам, добро, твој изборот, но и последиците се твои. Одговорност е твоја. Така да, би ни требало доста време да се направи една убава анализа за моралната, етичката, духовна состојба на нашиот народ, но јас ќе се потрудам тоа да го кажам само со еден збор. Кај нашиот православен христијански народ во Македонија, кај нашиот македонски народ,
сега постои една состојба на тотална збунетост. Тотална збунетост. Луѓето се збунети, луѓето се како ошамутени, ме разбирате. Кога боксер боксува, докато добие кроше, така е. Докато му се сврти во главата, те не знае кај. Така да нашиот народ, во најголем процент, гледам дека е во состојба на буњува. Значи, нашиот народ не е духовно мртов. Значи, не е духовно мртов. Показ и доказ за тоа се овие средби, например. И многу други средби во други градови на Македонија. Значи, има луѓе кои посакаат животот, изборот на животот. Но им треба потик. Значи, во ова време, во кое ние живееме, на овој наш народ му треба потик за да се ослободи, односно да му се помогне да излезе од состојбата на буњува, на збунетост. Па, секој од нас треба да помогне во тоа. Секој од нас. Тоа е тоа. Онака, збунетоста, знаете, збунетоста ќе продолжи подолго време, човекот паѓа во состојба на депресивност, на губење на волја и така натаму, губење на смисла и тогаш, како што тоа и се случувало во историјата на човештвото, цели народи исчезнуваат. Тоа може да се случи со нашиот народ. Доколку се откажеме од изборот на животот и немаме живот во себе, да не се надеваме. Немојте, тоа е така стојат работите. Така е кажано и тоа е тоа. Видете, духовноста е нешто исто како физичките закони, природните закони, законите на химијата, физиката. Математика. Се е така како што е, се Бог поставил во еден контекст. Се има своја формула. И духовните закони се формули. Ако не се исполнуваат, последиците се знаат. Внимавајте, каде оди Христос понатаму? Знаете ли денеска, освен овој проблем што го имаме со семејството, каде е следниот проблем? Проблемот е што никој нема доверба во никого. Доверба во никого. Никој нема доверба во никого. Односно, малкумини има доверба во некого. Денеска се прави со договори, со нотари, со адвокати и така натаму и така. Зошто? Зошто? Па не тежи зборот на луѓето. Да се осигура. Дали? Значи денеска зборот ништо не вреди. Ништо не вреди. Може да кажеш, па после да плюкнеш. О, нема проблеми. Може да се правиш на утре. Христос вели вака, сте го слушале, уште и тоа дека е било речено на старите, не колни се лажно, а заклетвите пред Господ исполнувај. Јас пак ви велам, не колнете се воопшто, ниту во небото, зашто е престол Божји, ниту во земјата, зашто тој е подложен на нозете негови, ниту во Иерусалим, зашто е град на великиот цар. Не колни се ниту во главата своја, зашто не можеш ниту едно влако да направиш бело или црно. Но зборот ваш да биде да или не. А се што е повеќе од тоа од чим ќе почнеш, јас во разни дискусии, така речем, чим ќе почне некој да ми мати, да ми тапи, знаете дека сака да ми изманипулира. Викам, слушај брат, работава или да или не. Вака или овака, како што кажа Јован Бремазов. Ова или ова. Чим почнеш да ми околишеш, чим почнеш да ме манипулираш, да ме влекуваш во својата его игра, значи почнува од лукавиот да станува работата. А Христос вика, вашиот збор да биде да, не. Се договоривме за ова, се договоривме. Да, ти велиш да, крај. Што се смее? Ама ова е заповед. Заповед која не важела само во првите векови, таа ќе важи до крајот на светот. Не може. Повели. За да се каже да и да се каже или да се каже не, потребно е прекано човек да има свој став или увид во нешто. А да дал увидот вистински недостатства, па да човекот е збунет и нема ниту да, ниту не. Така е. Благодарам. Повторно ќе се повратам. Внимавајте, ова важи за луѓе кои чекорат по небесната скала. Тоа кога го имав ова предавање во црквата Свети Ѓорѓи Чаир, баш една сестра ми каже, добро го оче, вика, ова за кого важи?
Ой, не издржливо, беге тамо. За над нуле. Вика, ова може за некој друг свет, за друга планета. А, вика, за овој свет. Ја викам, Христос кажа за кого баш? Еве за овие. Еве за овие. Тие што се качуваат по блаженство. За нив баш. За тие што не се качуваат по небесната скала. Тие што него кои не ја ставиле ногата на првата скала, на втората скала, на третата скала, тие ли зборува само ке се насмеја, каже, ти си будела вече. А зошто ќе ти кажат дека си будела? Туз ке те наврда. Ке ти кажат будела затоа што ти викаш, слушај, ти, Бог те повикува кон вечност, кон совршена состојба на последни. Што? Бог, вечност, совршена состојба на последни. Тоа се абстрактни зборови. За кои луѓето кои што не го доживеале првото божество, ништо не им значи. Ништо. Дали ветер дунал, дали ти си кажал збор Бог или тоа ништо не им значи. Ушникот забега. Забега, да. Ајде уште овие две и... Сте слушале дека е кажано, люби го својот ближен и мрази го својот непријател. А јас пак ви велам, љубете ги непријателите своји, благословувајте ги оние што ве помнат, правете им добро на оние што ве мразат и молете за оние што ве навредуваат и гонат. За да бидете синови на вашиот Отец кој е на небесата, зашто тој со своето сонце ги грее и лошите и добрите. И им праќа дожд и на праведните и на неправедните. Зашто ако ги љубите оние што вас ве љубат, каква ќе ви биде наградата? Зар не го прават тоа и даночниците, видете сега, митниците, царниците. Ако ги поздравувате само браќата своји, што особено правите, не постапувате така и паганите, незнабожците. За евреите, а Христос како евреи, сепак он го имал таа културолошка матрица околу себе. За евреи, најнизок човек, етички корумпиран човек бил даночник, цареник. Не цареник во вас денешна смисла на зборот. Иако вие денешните се пуснени тука некаде. Такси собира. Да. Значи, кои биле овие даночници? Тоа биле луѓе евреи кои во името на римјаните собирале данок од својот народ. Значи, во името на римјаните собирале данок од својот народ. И ја користеле таа повластена состојба што им ја давале римјаните да го ограбуваат својот народ. Ем за римјаните имале пари, ем за себе. И евреите ги мразеле од дното на срцето на нешниците. И затоа Христос вика, зашто ако ги љубите оние што вас ги љубат, каква награда, каква ќе биде? Зар не го прават тоа и овие дарошниците, и они ги љубат, тие што ги љубат. И понатоа вели Христос, ако ги поздравувате само браќата своји, што особено правите, не постапуваат и така и паганите. Внимавајте сега, Христос го отвори прашањето за паганите. Говори со евреи, но веќе тука се отвори проблемот за тоа што во црквата со текот на времето ќе влезат и пагани. Значи, први биле евреите, членови на новозаветниот народ Божи, но после тоа стануваат и пагани. Паганските народи веќе стануваат христијани. Внимавајте. Значи, преку оваа заповед Христос им се обраќа и на паганите. Значи, вие што сте правиле досега, сте правиле сега, вашиот начин на постоење на живот треба да го подигнете на еден повисок степен. Значи, Христос не повикува на љубов кон пријателите. Што тоа значи? Христос вели дека, односно, ова значи дека тоа најубаво го има формулирано блажен Августин, кој вели вака: не го мрази човекот, туку гревот во него. Односно, тоа е она првото што го кажува Христос. Секој човек има своје лично достоинство, па дури и грешник. Секој човек има своје лично достоинство и многу пати се случувало, браќи и сестри, кога тој човек што ве мрази, што ви е непријател, кога вие ќе застанете со силата на прошката, со силата на љубовта, со силата на жртвената љубов пред него, тогаш тој се преобразува. Или уште повеќе разбесно. Едно од двете. Но Христос ни вели да не бидеме равнодушни и да покажеме ова што тој повели.
И на крај вели тој, а вие бидете совршени како што е совршен вашиот Отец небесен. Значи, сака да каже дека љубовта кон непријателите не е ништо лесно. Да, тоа е многу тешка работа и отците на црквата велат вака. Според тоа колку брзо можеш да простиш, се гледа твоето духовно ниво и твојата љубов. Ако потешко може да простиш, тогаш многу нивото ти е ниско. Ако може да простиш во Христа Исуса, тогаш се усовршен.